Прво во февруари минатата година, па денеска повторно. Со многу фалби и помпа, вторпат се пушта во употреба шестоседот на Попова шапка. Тој е единствена посериозна инвестиција последниве години, па можеби затоа се промовира два пати. Оти речиси, ништо друго не е направено за зимскиот центар. Еден куп проблеми од инфраструктура, недоволно паркинзи, неработење на жичарата Тетово шапка. Сето она поради што центарот наместо да се развива го губи сјајот, за надлежните е сведено само на планови и проекти. Без физибилити студија, без идеен проект, без due diligence, никде во светот не може да почне некаква си реализација. Ние веќе за Попова шапка тие сме ги завршиле, што значи дека сега комисијата ќе одреди кој модел ќе го користиме, дали тоа ќе биде потполна приватизација, дали ќе биде јавно-приватно партнерство. Од иницијативата за спас на Попова шапка, кои периодов се најгласни за освестување на надлежните и итната потреба од развој на зимскиот центар, велат дека е крајно време нешто да се преземе со шапка. За да функционира шестоседот, треба жичарата да биде во функција, луѓето, метежот во сообраќајот и сите други проблеми да бидат решени со ова проблематика. Минатата недела имавме случај каде што амбулантата не можеше да тече до Тетово за саат и пол, имаше човек со голема повреда и никако човекот да стигне да му се дава првата помош. Со жичарата за 15 минути ќе може да му се дава помошта и истото да се реши без проблем. Значи владата уште еднаш да се фокусира во наредниот проект жичарата Тетово Попова шапка. Попова шапка последниве години се повеќе го губи сјајот, а минатата сезона за првпат немаше ниту скијање. Годинава поради пандемијата посетеноста е многу поголема, но само со најави и планови, оваа зимска убавица е далеку од целта да стане врвен зимски центар по примерот на соседните.